Почитувани мадиуми, благодарам за присуството. Денеска се докажа дека главата на организираниот висок криминал и корупција во Република Македонија е во високите структури на Министерството за внатрешни работи. Како опозиција побаравме повеќе пратеници денеска да се расправа на Комисијата за одбрана и безбедност за лажните дојави за бомби кои што ги потресуваат граѓаните на Република Македонија веќе 4 месеци. На наше огромно разочарување и жалење, министерот за внатрешни работи, заедно со неговиот сопартиец, председател на Комисија за одбрана и безбедност, Миле Талевски, побараа затворена седница на јавност. Како опозиција, ние не побаравме да се криеме од народот, туку напротив, да разговараме за она кои се системските пропусти во Министерството за внатрешни работи, кои доведуваат до вакви ситуации. 4 месеци да не може Министерството да открие кој тоа дојавува лажни бомби. Сметавме дека може во првиот дел на комисијата да разговараме отворено пред очите на јавноста, да разговараме за работи кои што не се класифицирани, како што се бруталната партизација во Министерството за внатрешни работи и како тоа никој не презема одговорност, а вчера веќе втор командир на полициска станица е уапсен за мито и криминал, после првиот кој што беше уапсен за шверц на дрога. Побаравме да разговараме како е можно Министерството за внатрешни работи да нема капацитет, да нема ресурси и да нема знаење да открие лажни дојави на бомби, затоа што професионалци во тоа министерство си заминуваат од работа на сметка на луѓе кои што се непрофесионалци, кои што се партиски полтрони на СДСМ и дуи како што впрочем е случај со вчерашното апсење на командир. Побаравме тоа да биде тема на која што ќе расправаме, а во вториот дел на затворена седница да расправаме за сите оние информации кои што министерот смета дека се класифицирани. На разочарување за жал не беше прифатен ниту овој наш предлог и по примерот на избегнувањето на одговорноста во случајот со Онишченко, кога на затворена седница успеа да избегнат од очите на јавноста, истиот пример сакат да го применат и денес за расправата по однос на информацијата за преземените мерки и активности на Министерството за внатрешни работи во врска со лажните дојави за бомби. Затоа, како опозиција, нема да учествуваме во еден ваков театар во кој што нема да заврши со одговорност на најповиканиот министерот за внатрешни работи Спасовски. Ви благодарам. Па веќе изјавив дека министерот за внатрешни работи и председателот на Комисијата за одбрана и безбедност Талевски побараа седницата да биде затворена за јавност. Тоа е проблемот, што целата седница бараат да биде затворена. И не може ништо од таа седница да биде обелоденето кон јавноста, како што беше примерот со случајот за Онишченко. Затоа што ние по тоа подлежиме на кривична одговорност. И затоа ние како опозиција побаравме седницата да се подели во два дела. Во првиот дел да разговараме за информации кои што не се класифицирани, кои што може да се споделат со јавноста, пред се тука алудираме на системските пропусти на Министерството за внатрешни работи, како што се бруталната партизација, како што се одлевањето на стручен кадар, наспроти вработување на партиски кадар и другите механизми кои што Министерството за внатрешни работи можело, требало проактивно да ги употреби за спречување на ваквите случаи со лажните дојави на бомби. Меѓутоа, тие тоа не го прифатија и побараа целата седница да биде затворена за јавноста. Затоа, како опозиција, нема да учествуваме на еден ваков театар. Да. Па не знам, предпоставам дека ќе продолжат само од власта. Ние како опозиција нема да учествуваме, така што не знам што се случува на комисијата сега. Многу едноставно е. Бегаат од одговорност и бегаат од јавност. Тоа е суштината.
Не е суштината во техниката таму што напишал министерот и дали одредена информација е класифицирана или не. Суштината е дека тие бегаат од она што го бара јавноста од нив, а тоа е кои мерки и активности се преземени. Тоа не е класифицирана информација. Не. Ние ја напуштивме седницата и не дојавме на дневен ред да го разгледуваме извештајот. Апсолутно не. Проблемот е што согласно закон треба пратениците да имаат класифицирана државна тајна, најголем дел од нив немаат и тоа се злоупотребува од страна на власта, најпрви во делот на одговорноста на АНБ која што не врши безбедносна проверка и не доставува информација за да можат пратениците да имаат степен на класификација државна тајна и сега тоа го користи власта по примерот на случајот со Онишченко за да може само мал број на пратеници да учествуваат и истите да бидат обврзани дека не смеат ништо да изнесат во јавноста од тоа што ќе се расправа на седница. Затоа што мислам дека не знам дали ме разбират. Информацијата што ја доставил министерот за внатрешни работи е класифицирана како информација. Тоа е во ред. Меѓутоа сега они бараат седницата, целата седница да биде класифицирана како информација, со што ништо од седницата не може да се изнесе во јавност. Значи, два степена на заштита на класификација барат. Едната е како информација која што ја доставил министерот, што може да се смета дека е во ред, меѓутоа расправата таму не мора да значи дека ќе биде класифицирана. Таму може да се расправа во првиот дел за работи кои што не се класифицирани, како што ви напоменав. Меѓутоа тие бара целата седница да биде класифицирана. Откако тоа го направија, ние излеговме и напуштивме седницата. Јас лично да. Па не знам сега поединечно кој има, кој нема, меѓутоа некој има, некој нема. Имаме случаи што имаат и случаи што немаат. Токму тоа и го очекуваме ние како опозиција, да знаеме дека државата презема нешто, да знаеме дека државата работи на случајот, меѓутоа ова што тие бараат да биде затворена само може да не насочи во насока дека апсолутно ништо не направиле и бегаат од одговорност и се кријат зад можноста за класификација на информациите по примерот со случајот со Онишченко, каде што исто така не знаеме кој што како и какви активности презел или тоа што го знаеме не смееме да го споделиме. И тука е проблемот. Што се класифицира нешто што не мора да се класифицира и треба информацијата да стигне до јавност. Доколку се преземени мерки да можеме и ние како чинители во општеството да внесеме одреден мир во јавност и да знаат дека во ред ситуацијата е под контрола. Меѓутоа мора да бидеме свесни дека се наоѓаме во ситуација на тешко нарушена безбедносна состојба во Република Македонија. И не само со овој случај со кој што се повредени најмалите, нашите деца, ние секојдневно читаме по медиумите за запалени возила, за претепани луѓе. Вчера 4 часа не функционираше државен граничен премин. Значи, ние се наоѓаме во сериозна, безбедносна, лоша ситуација во Република Македонија. Јавноста мора да има информации согласно законот и согласно она што може да биде споделено. Меѓутоа, власта, како што реков, бега, затоа што таа е начело на целиот криминал во Република Македонија, затоа што таа е директно одговорна за се ова што се случува во државата и за да избегне од судот на јавноста и за да избегне од одговорност, се зацкрива за одредени процедури кои што во овој случај се можноста за класификација на седница. Не се работи овдека за деловнички прекршувања, тој како председател има право да го побара тоа. Овдека се работи за морални и етички прекршувања.
затоа што му се овозможува на министерот за внатрешни работи да се заскрие зад една затворена седница на Комисијата за одбрана и да оневозможи јавноста да дојде до релевантни информации за она што се случува реално во Република Македонија во делот на безбедносната ситуација и она што е најбитно за јавноста, за преземените мерки и активности од страна на Министерството за внатрешни работи. Ние како опозиција имавме и текако многу аргументи кои што сакавме да ги изнесеме, пред се во делот на партизација на Министерството за внатрешни работи, напуштање, кој што е сериозен проблем, напуштање на врвни професионалци токму од овој сектор, од IT сектор, заради да можат други луѓе, партиски послушници на Спасовски, да ги заземат нивните позиции. И тоа се проблемите кои што довеле до една ваква ситуација 4 месеци да не можеме да откриеме кој тоа лажно дојавува бомби во Република Македонија. Други прашања? Докато нема, ви благодарам.